Нема да ми верувате, ама еднове кога ќе се вратам, сликите ми се повторуваат и не ми се верува. Зборови не можам да најдам за благодарност. Инаку, секогаш кога се интонира химната, човек го анализира секој збор и како да има тамо многу одговори. Она зашто зборуваше колегата Александар Николовски, мене ми личи на опишување на замрачувањето на сонцето. Ама во химната има дека се раѓа нов ден. Инаку Прилеп заслужува зазорување од тие град на кој што сите сме горди. Не може да не сте горди на градот на Ченко. Јас честопати кога се соочувам со проблеми, си велам Прилепчан има неверојатен смисол за хумор. А велат дека хуморот е најдобриот лек од несреќата. Последниот лек од несреќата. Затоа мислам дека вашата смисла за хумор, вашата смисла за живот ми дава надеж дека навистина сме на вистинскиот пат. Нема многу да се занимавам со оние кои се занимаваат со мене, ама бидејќи честопати се повикуваат на стратешкиот партнер, еве јас две анекдоти или приказни од американските избори. Возрасниот Доналд Реган во една дебата со неговиот противник вака му вели: вие зборувате за мојата старост. Јас нема да ја злоупотребам вашата младост, неискуство и незнаење, за да извлечам поени од тоа. И победих. Дуелот е со Волтер, ама јас сакам да кажам уште нешто со Монгел, Волтер Монгел. Уште една американска лекција. Мислам дека е важна за односот меѓу себе, и ние подпишавме Кодекс за фер и демократски избори. Се однесува на битката меѓу Обама и Мекејн. Мекејн оди во еден град и тамо една вознемирена жена во страста на изборите почнува да го навредува Обама. Употребува еден грд израз арапино. Ама што се случува? Мекејн и го одзема микрофонот и вели: јас тоа нема да го дозволам. Тоа е почитуван граѓанин, татко на две ќерки, ве молам, немојте да навредувате. Тоа е вистинскиот однос во кампањата. Да бидам искрена, ние правниците велиме дека има дела со чинење, ама и со нечинење. Молкот, кога се почуваше тој настап, многу спорува. И мислам дека, не знам дали можам да го окарактеризирам тоа, ама таквиот говорот на омраза, не доликува на ниту една сериозна партија, ама не доликува воопшто на социјал-демократска партија. Тоа е говор на некоја крајна десница,
што се служи со патриархалност и парохијалност, а така гледа на жените и на возрастните. За мене возраста, како во антиката, значи мудрост, значи знаење, значи искуство, а мислам дека многу успешни председатели имале бела коса и биле успешни. Не плашете се, значи за мене, јас сум сосема во реки психички и физички. Орна сум за дебата, ама нема кандидати за дебата, па кампањава некако ми е прокси преку некој друг, само најавуваат и никако да се појават тамо каде што ни е место пред одговорни новинари. Иначе новинарите секаде се долго време се подготвуваат за дебатите. Меѓутоа, мислам дека и ние треба да бидеме подготвени за да одговараме. Затоа секој ден слушаме некакви коментари. Нема да се повторувам, Александар кажа, јас исто така мислам дека председателот треба да го избирате вие, граѓаните, зашто легитимитетот е важно да извира од суверенот, а суверенот е граѓанинот, а не партијата. Некому тоа не му одговара, проблемот е негов. Да го оставиме ова. Многу пати велам, што е она што јас го очекувам во овој диалог, а што не го добивам. Видете, мислам дека ние мораше прво да видиме, пред да се кандидира председателот, мораше прво да отпечати еден извештај, односно да ни даде отчет за тоа што го направи. Оти така ќе си го потврдеше легитимитетот ако го заслужува, но јас мислам дека немаше да се потврди, бидејќи неке имаше тој отчет многу страници и веројатно сега тој не знам зашто зборува. Бидејќи кога одите во втор мандат, вие треба да кажете, ако сте успешни, дека се што кажав оствари. Сега идат некои други денови и ќе ви ја изложам новата стратегија за нив. Ама ако немате отчет, а немате ниту една страница да пополните со отчетот, мислам дека е јасно дека не сте работеле на задоволување на потребите и интересите на граѓаните и затоа вие сте делегитимирани. Легитимитетот се добива на избори, меѓутоа повторно со програми, а потоа на крајот од мандатот вие треба да кажете се што ветив оствари или ова беше оневозможено да го остварам од овие и од овие причини. Затоа можеби нивните средби се такви какви што се, во нив има говор на омраза, зошто? За да се дефокусираме од она што е најважно, состојбата во која што се наоѓаме, а таа е далеку од европска, далеку од европските стандарди. Во поглед на владењето на правото, нема владење на право, туку има владење на една мала група на луѓе, јас ги нарекувам неколкумина конзули. Значи, конзулскиот систем не е демократски систем. Политичкиот систем не е демократски, зашто нема поделба на власта. Власта е концентрирана не само во неколкумина, туку само во владата. Меѓутоа, ако имате влада која не креира политики, здравствена, економска, социјална, образовна, тогаш имате сериозен проблем. Бидејќи, ако нема креирани политики, тогаш нема да има ни реализирани програми, ако немате вистински актери, нема да има кој да ги реализира, ако се грабаат ресурсите, нема да дојдат на вистинското место и затоа
стигна оценката. Оценката доаѓа од Freedom House и таа вели цикличен хибриден режим. Режим што се врти во круг. Во кругот се тие актерите се борат околу ресурсите кои повеќе да земе за да го искористи статусот политичар во власта, ама тогаш нам ни се случува најголема сиромаштија, смртност, понатаму несреќа, ни се случува да немаме здравство во кое граѓаните веруваат, ни се случува зависно, политизирано и партизирано судство, ни се случува уставен суд што не го штити уставот и законите, ни се случува образовен систем кој е енормен. Замислете, околу 30 на правни факултети има во оваа држава, а доволни би биле 4-5. Ама, тие не се фабрики за знаење, туку фабрики за дипломи. Со нив се вработуваат секаде, од Академијата на судии до сите можни државни и јавни институции, ама тогаш костурот на државата е скршен. Државната и јавната администрација се оние на чии грб, со чии ум и знаење треба да се одвиваат реформите. Ама кога немате мерит систем, кога не се вистинските, најумните, највредните, најспособните на важните места, тогаш таму има аномија. Ние имаме слаби институции, речиси распаднати, и пресилни поединци кои аздисуваат. Мора да им стане крај. Мора да дојдат одговорни луѓе, кои секој ден ќе ве убедуваат, и како председател, и како премиер, и како министри, и како пратеници, дека се тука заради вас, заради задоволување на човечките потреби и интереси, на европски стандарди, на европски начин. Убедена сум дека тоа одамна го нема, особено не овие неколку години. И кога велам дека сум горда на Прилеп и дека особено тука сум забележена, стравот ми доаѓа од тоа дека набрзо ќе треба да славиме 80 години од Асно, а тогаш вие се гледате низ призма на Ченто, низ призма на градот Херој, низ призма на жртвите што ги дал овој град за независна и самостојна Македонија. И диагнозата е поразителна. Поразителна. Мора да сториме нешто. Ако ме прашате мене, што може да сторам јас, тогаш ќе ви кажам дека она што не го стори председателот. Тој ми се чини дека дури ни оние скромни функции што може да бидат многу важни во системот, целосно ги заборави. Еве, подсетете ме, може би јас сум субјективна, колку пати во Прилеп се консултирал за проблемите што се важни за прилепчани. Спомена мојот колега за ковидот, една трагедија што не смееше да биде таква. Меѓутоа, во голема степен, тие што беа главните, што беа должни да ги решат проблемите врзани за епидемијата, мислам дека воопшто не се посветија на неа, туку поважно им беше да водат бизнес политика. За животи се работи, за семејства се работи. Тоа е срамна бројка, никогаш нема да ја заборавиме. И сега имаше една обожавателка, не знам од каде беше, од која се восхитуваше, нели, тогашниот министер за здравство, која даваше комплименти, но тоа не е доволно.
Комплиментите треба да ги чуеме од вас. Треба да бидеме одговорни. Ако не го направиме тоа што сме го ветиле, па да собереме достоинство и сила и да поднесеме оставка, а не сега да бараме нови мандати. Како ќе ве консултирам јас вас, знам дека се повторувам, но тоа е надлежноста на председателот. Преку народни канцеларии, каде што ќе може да се дојде до вашите проблеми, до вашите барања, до вашите сугестии. Тие мора да стигнат до председателот, зашто тој ве представува вас, граѓаните. Треба да добиете одговор. Ако не е тој надлежен, треба да ве упати до надлежните институции, односно оние кои работат со него. Така народот ќе знае дека председателот навистина не е наш, како што викаат, а тоа значи партиски, туку дека е ваш, дека е твој, дека е навистина некој кој постои заради граѓаните, а не заради кариерата и заради партијата со него. Понатаму, да ве прашам, колку пати сте го виделе председателот во собранието? Јас неколку пати, обично пред Нова година, 5 пати пред Нова година, да, после некој досаден говор ќе ни честита Нова година и обично кога има некои странски посети. Ама председателите сите имаат право да се обраќаат пред пратениците, да бараат, да им нудат на пратениците решенија, да ги застапуваат интересите на најранливите категории. Тоа никогаш не го направи. Председателот исто така требаше да собере сила и да се појави пред пратениците пред донесување на важни одлуки за македонските национални и државни интереси, како оние за договорите или ако сакате како за преговарачката рамка. Не се појави. Не добивме никаков материјал, а потоа не обвинуваат дека ние сме го кочеле, замислете, процесот на интеграција. Ама процесот на интеграција треба да се конкретизира. Процесот на интеграција значи европски живот на македонска почва, европски стандарди на македонска почва, а не само заложби ЕУ и НАТО, проевропјани, антиевропјани. Па анализирајте кој е за Европа според однесувањето, а кој е против. Јас мислам дека тие ништо европско не прават. Ниту еден европски стандард од преку владењето на правото, па преку медиумите, преку образованието, преку социјалната заштита, видовте илјадници луѓе кои не смеат да примаат, си примале еднократна социјална помош. Не баре тоа е нивно наследено богатство, па како сакаат го распоредуваат, зошто заради купување на гласовите со вашите и со нашите пари. Председателот, значи, мора пред било која одлука важна за Македонија прво да дојде во парламентот, да се договори со опозицијата, со сите коалициони партнери, претходно со владата, само така ќе се однесува државнички. Истото го мислам за нашата надворешна политика. Не се прославивме ние со дипломати и со топи амбасадори. Знаете зошто? Бидејќи да, председателот има надлежност да ги номинира, но тој нема тука дискреционо право оние кои лидерот на партијата или оние од партијата ќе му ги предложат да ги испрати надвор, дури без да го праша собранието. Треба да води сметка за дипломатските вештини, за знаењето, за кредибилитетот, за дигнитетот. Зошто? Затоа што дипломатите се нашето македонско гледало. Преку нив не гледаат нас.
и да не се чудиме тогаш зошто не третира како мала послушна држава што секогаш ќе припати било каква одлука. Ама ние не сме како нив. Значи тие погрешно не представуваат. Држете ме за збор. Моите предлози за амбасадори ќе бидат врзани за оние кои не само што го исполнуваат просекот, туку се над него. Зашто малите држави, особено во мултилатералата, треба најдобрите луѓе да ги праќаат. Го споменат зависното судство. Во креирањето на независното судство, председателот исто така има важна обврска преку оној орган што се вика Судски совет. Неговите 2 члена треба да бидат правни звезди. Тие треба да бидат синоним за правничко знаење, за право, за правда. Зошто? Зашто тие треба да ги оценуваат судиите. Тие треба да ги разрешуваат судиите. Така ли е? Не е така. Не е така. И тука е една огромна грешка. Председателот исто така мора постојано да не уверува дека не е над уставот, зашто тој не е ни крал ни цар, дека е под уставот и дека секогаш ќе го брани, дека пред парламентот ќе укажува за добрите закони, за лошите закони, ќе рече дека ќе мора да стави вето доколку законот е неуставен. Меѓутоа, овој председател еднаш стави вето или 2 пати стави вето. Првото беше негова одлука, втората беше на инсистирање на Европската унија за фамозниот закон за игри на среќа. Ама не стави закон, не стави вето на најлошиот и најопасниот закон. Измените на кривичниот законник. Со тоа стана учесник во корупцијата, во стимулирањето и толерирањето на корупцијата и криминалот. Тоа не смее ниту еден председател да го направи. Благодарам. Председателот е врховен командант на вооружените сили, а вооружените сили се бранителот на територијалната независност и интегритет на Македонија. Во војската мора да има ред, во војската мора да има хиерархија, во војската мора да има стандарди и тука, бидејќи сме членка на НАТО сојузот, мора да ги почитуваме овие стандарди. Меѓутоа, ако и таму има политизација и партизација, и ако, морам да кажам, нема доволно жени на клучни позиции, тогаш мислам дека прашалникот е голем. Ке речете, па зошто жени, па жени Горданов постојано повторува. Па зошто сум јас една горда жена како и сите овде што ги гледам жени и знам дека во сите области ние исто така можеме да внесеме нешто ново. Бидејќи главните жртви во сите војни се жените и децата. Кога има жени во армијата и на клучни функции, на клучни позиции во државата, има и поголеми гаранции за мир. Јас молам за разбирање. Во мојата програма, ако имате време, ве молам да ја прочитате, но ќе имате време сега, бидејќи ќе организираме дебати за секоја област од програмата со експерти, слободно да присуствувате, или тогаш да го имате она едно сиже од програмата, го преведовме и на англиски јазик, тогаш ќе видите дека предвидувам бројни проекти. Например, гледам многу млади. Да, мора да има околу председателот совет за млади. Не зашто
треба председателот со тоа да докаже дека на младите им припаѓа иднината, туку да покаже дека најстручните, најобразованите, највредните млади луѓе треба уште за време на студирањето да добијат гаранции дека ќе го најдат или ќе го добијат заслуженото место. Така тие ќе останат дома. Надвор веднаш ги препознаваат најдобрите, а на дома за жал не е така. Зошто? Зошто ако не се на клучни позиции добри, тие нема да ги препознаваат добрите, туку ќе се обкружуваат со сличните на нив, зашто сакаат комплименти, се замислуваат дека се најумните, дека се најдоброто решение. Не е така. Мораме да направиме, да креираме политика за задржување на младите во државата. Сте ја чуле сигурно мојата идеја. Да си направиме по сите факултети списоци на оние кои ни магистрирале и докторирале на најпрестижните универзитети. Да ги ангажираме на факултетите и на универзитетите. Така и ќе ги заостриме критериумите и ќе се качуваме на секаде по листите по квалитет и знаење. Исто така важна е диаспората. Многу важна е. Деновиве имав шанса да сретнам изворено успешен нашинец во Швајцарија. Длабоко е разочаран. Нудел со работка, ја заборавале од како ќе се замине. Вели дека сега тој од Швајцарија лобира да дојдат не знам колку авиони или нашинци да гласат, бидејќи така ќе покажа дека се уште се со срцето и со умот во татковината, но дека треба ние од социјално-економскиот совет до Комисија за диаспора во собранието, до Совет за диаспора кај председателот, до една изборна единица, постојано да бидеме во контакт со нив. Тоа им го должиме. Не си заминале сите затоа што сакале да остварат поголем успех, туку затоа што не биле препознаени овде како најдобри. Секогаш ме предупредуваат дека треба да скратам и еве ќе скратам. Знам дека Прилеп има со што да се пофали, со уметници, со писатели, со луѓе кои се успешни во светот и мислам дека председателот секогаш мора наградите и признанијата да ги праќа во вистинските раце. Така и ги стимулира и младите, и возрастните, успешните, успешно да работат, уште повеќе. Така и ги убеди дека вреди да инвестирате во знаење и во себе. Никој не може да ви го одземе. Тоа ќе ве направи не само почитувани и умни, тоа ќе ве направи горди. Јас одговорно тврдам дека знаењето, трудот, ако се вреднуваат, ќе не направат стандардни и тогаш ние ќе можеме да велиме дека ние сме биле дел од Европа и сега сме дел од Европа. Да завршам. Денеска се зборува за европски идентитет. Идентитетот не се врзува за историјата или за културата. Знаете зашто се врзува? За принципите и вредностите. Затоа јас велам дека кога разговарате со оние од Европската Унија, не е невоспитано, напротив, европски е да ги подсетите на темелните вредности и принципи
бидејќи ако тие се однесуваат и на нас, тогаш ние навистина ќе веруваме во иднината на Европската Унија, зашто таа е супериорна со почитување на европските вредности и принципи. Нам не треба нешто што за жал не го знаат социјалдемократите, а го кажува Хабермас, уставен патриотизам. Ама тоа не значи да се колнете во уставот и не значи обратно дека треба постојано да го менувате уставот, туку дека треба да ги браните принципите и вредностите на уставот. Тоа е внатрешно прашање, како што Европскиот устав е важно прашање, а мислам на договорот за ЕУ и на повелбата за основните права. Значи, председателот мора секогаш да ги подсетува сите и на домашниот устав на националното право, ама и на меѓународното право и на европското право. Ви благодарам. Македонија има шанса да биде горда, зашто вие заслужувате да бидете горди на нас, а ние мораме тоа да го докажеме. Благодарам. Браќа и сестри, го поканувам на сцената да ви се обрати председателот на ВМРО-ДПМН, професор доктор Христијан Мицкоски. Добро вечер, Прилеп. Добро вечер за градот Јунак. Дали сме подготвени Прилеп Македонија да ја направиме повторно горда? Ќе биде горда Македонија. Ова што можам да го видам, оваа импресивна гледка, оваа емоција, одлучност, желба, со сите оние со кои што се погледнавме во очи, секоја дланка која што стигна доаѓајќи на